Како што прочита Боријан, фокусот ќе биде Ефесијаните 1 глава и поточно ќе се фокусираме конкретно на 7 стих. Јас уште еднаш ќе го прочитам 7 стих за нас. 7 стих вика: во кого имаме откуп преку неговата крв, простување на гревовите според богатството на неговата благодат. И ако имате Библија, може тамо да свртите или да отворите на телефоните. Нашиот фокус ово утро ќе биде овој стих. Поточно делот овој стих, првиот дел. Ќе збориме за две вистини. Првата вистина ќе биде каналот на откупот и втората ќе биде природата на откупот. И ќе завршиме со сумација и примена на овие две вистини. За вовет, последниот пат кога ја разгледувавме книгата на Ефесијаните беше негде пред една година и завршивме со 6 стих. И во овој вовет чисто ќе се подсетиме општо генерално за книгата на Ефесијаните и што до сега сме виделе. 3, 4, 5 и 6 стих пред да преминеме на 7. Ефесијаните е втората највлијателна книга на апостол Павле после Римјаните и навистина е уникатно писмо. Новозаветниот академик и коментатор Ф.Ф. Брус ги нарекува Ефесијаните квинтесенција на паулизмот. Вилијам Хендриксон исто ги нарекува Ефесијаните и ги опишува вака. Отворен цитат: најбожествен состав на човекот, дестилирана суштина на христијанската религија, најавторитетен и најцелосен компендиум на христијанската вера, полн до гребенот со мисли и доктрини возвишени и значени. Затворен цитат. Иако ова писмо е пишувано од затвор, апостол Павле се смета дека е у затвор, тотално кога го читаме, има многу небесен фокус и ја дига и ја мести нашата визија од земни работи кон небесни, тоест од човекот кон Бог. И кога го гледаме писмото, може содржината него да ја поделиме во два дела. Од глава 1 до 3 е првиот дел, и овде имаме теолошка експозиција. Во вториот дел се глави од 4 до 6 и овие се етички или морални импликации од теолошката експозиција. Томас Шрајнер, професорот, вика дека од 1 до 3 глава имаме индикативна форма, а од 4 до 6 императивна. И индикативната форма е основа на императивната, а не обратно. Павле во ова писмо, или видовме и прошлиот пат кога зборевме, ни опишува енормни благослови. Ни опишува масивни благослови, ние кои ги имаме како верници. И овие благослови, интересно е што не се привремени или краткотрајни, туку се протегаат од мината вечност па се до идна вечност. Значи, овие се масивни, гигантски благослови што ги имаме како христијани. И овие се резултат на делата и действата на Светото Тројство. Ова писмо е писмо на богатства и благослови. Еден теолог има кажано дека имаме повеќе благослови во Христос отколку сите бранови по океаните. И тоа навистина може да се види во ова писмо на Ефесијаните. Во нашата обработка од ова писмо од 1 глава, го видовме 3, 4, 5 и 6 стих. Во 3 стих видовме дека таткото не благословил со сите духовни благослови. И овие благослови доаѓаат преку духот и дека ништо не ни фали, дека имаме се. Полни сме со благослови, дадени во Христос. Во љубов таткото не избира и ова се случува пред креацијата, пред формацијата на светот и на универзумот, пред се да се случи, и светост и непорочност ни се дадени за да бидеме свети и непорочни пред Него. Сме предопределени од таткото за
посинување. И овде можеме да кажеме дека посинувањето или посвојувањето е еден од најголемите благослови што може да ги замислиме после соединувањето со Христос. Преку Христос, кој е единствениот, вечниот, уникатниот, божествениот син, ние стануваме синови и ќерки на Бог. Ние кои бевме бунтовници, ние кои бевме грешници, ние кои бевме Божји непријатели, под вечниот Божји гнев, бевме деца на ѓаволот, тој не направи негови чеда, негови деца, преку Христос. И ова е направено за да биде фалена славата на неговата благодат, благодата на Таткото. И климаксот на овие благослови, опишани во 3, 4 и 5 стих, доаѓа од 6 стих, која е славата на неговата благодат. Климаксот е убавината, величественоста на неговата благодат. Неговата благодат да биде славена, издигнувана, величена за овие благослови. И сега да преминеме на 7 стих. 7 стих почнува со фразата во кого. Во кого. И овде од 6 стих знаеме се работи за возлюбениот. Овде возлюбениот е Христос. Значи, кого е Христос? Во Христос. Во Христос имаме откуп преку неговата крв. И оваа фраза се забележува често во ова писмо. Например, во 3 стих од 1 глава пишува дека во Христос, во Него, имаме секаков духовен благослов. Во Него имаме избор. Тоа го гледаме од 4 стих. Сме предопределени и посвоени во Него. Тоа го гледаме од 5 стих. Во Него исто така имаме откуп. Тоа е 7 нашиот стих денес што го гледаме. Во Него е извршен планот и се извршува планот на целото создадение. Тоа го гледаме од 9 и 10 стих. Во Христос имаме наследство, 11 надеж, 12 вера и запечатување од Светиот Дух, 13 стих. Дури од овие 14 први стиха 11 пати се спомнува оваа фраза: во Него, во кого, во Христос. 11 пати во 14 стихови. Очигледно е доминантна тема. Понатаму изразите во Христос, во Господа и во Него се појавуваат дури 164 пати само во писмата на Павле, во Новиот Завет. Значи, гледаме дека е доминантна, клучна, главна тема ова. Имаме навистина масивни благослови. Неверојатни благослови. И сите дадени во Христос, во соединување со Него. Бевме голи, бевме боси, бевме глуви, слепи и сакати, бевме сиромашни питачи. И Тој ни даде неверојатни благослови. Тој ни даде вечни благослови. Тој не направи да бидеме најголемите богаташи, најврвните богаташи. И тоа само преку соединување со Него. За благословите кои ги имаме, еден има напишано, отворен цитат: привилегијата да се биде соединет со Христос е да се биде во Христос и да се има Божјата добра волја и задоволство насочени кон нас. Да се има дури Божјото живеалиште во нас, да се има духот и директен пристап до Бог, да се биде избран, предопределен, посвоен, запечатен, да се има светост и непорочност дадени поради Христовата праведност. Во Христос ни се дадени вера, љубов, мок, знаење, откровение, мудрост, разумност, мир, надеж, љубезност, сите добри дела и вечен живот. Издигнување над овој привремен и милив свет, над секој грев, над сите световни турбуленции и хаос, демонски грев
дадено ни е да седиме владетелски на небесните места со Христос, имајќи го секое духовно изобилство, откупување, простување на сите гревови и вечно наследство, кое никогаш нема да избледе или да се расипе. Затворен цитат. Најголемиот благослов што го имаме како верници, како христијани, е соединување со Христос. Соединување со Него. Поточно оваа фраза во кого, во Него, во Христос, тоа го посочува. Посочува заедница или соединување со Него, од кого течат сите благослови. Ова соединување или заедница со Христос е сонцето, е фонтаната, е изворот преку кој течат сите благослови. Преку соединување со Христос добиваме оправдување, посвојување, посветување, опростување, упорност и така натака. Во Христос добиваме се. Без Христос немаме ништо, а со Него имаме се. Теологот Джоел Бики кажува дека да се има Христос е да се има се. Во Библијата оваа заедница или овој сојуз или ова соединување на верникот со Христос се именува или се нарекува со различни форми. И оваа заедница не е абстрактна или есотерична, туку е органска и жива. Ние живееме зашто Христос живее. Например, се именува оваа заедница како тело и глава. Верниците се телото, тоа е главата. Се именува како лоза и гранки од лозата, како невеста и младоженец, како зграда или храм, во кој ние сме камењата на зградата, а тоа е главниот камен или темелот на зградата. Како овчар и овци, сонце и зраци од сонцето и така натака. Теологот Ричард Гафин за овие благослови вика, оваа заедница која имаме во Христос се протега од вечност до вечност. Од мината вечност па се до идна вечност. Може да издвоиме три аспекти од оваа соединување или овој сојуз што го имаме во Христос. Три аспекти. Првата е мината вечност, значи сме соединети со Него во мината вечност. Историски аспект, додека тој е на земјата, и сегашен аспект, тука, во време и простор, со нас. Во заедница сме во Христос во мината вечност, во умот или во интелектот на Бог. Таткото не избира и не предопределува во Христос пред се друго да постои, пред универзумот да постои. Пред да креира се друго, избрани сме во Него. Предопределени сме во Него. Споени сме во Него во минатата вечност. Во Христос имаме заедница исто така додека тој е на земјата. И ова е историскиот аспект. Во Него сме како што бевме во Адам. Христос е вториот Адам, вториот човек. И Христос додека бил на земјата не действувал како приватна или индивидуална личност, туку како врзан или соединет со црквата, со верниците. Например, со Него сме распнати. Тоа го гледаме од Галатјаните 2.20. Со Него сме погребани. Римјаните 6.4. Со Него сме оживеани. Ефесјаните 2.5. Со Него сме воскреснати. Колосјаните 3.1. Со Него сме седнати и поставени над небесата во рајот. Ефесјаните 2.6. И ќе бидеме прославени со Него кога ќе дојде. Римјаните 8.17 и Колосјаните 3.6. Значи, во Него сме соединети додека тој е на земјата, во Неговата смрт, во Неговото погребување, воскреснување
издигнување и седнување на десната страна на таткото. Во него сме сега на земјата, кога стануваме верници, и во него ќе бидеме во идната вечност. Оваа заедница се протега од мината вечност, па се до идна вечност. И оваа заедница во време и простор, сега, додека ние живееме, од која сме креирани, и стануваме верници, ја реализира Светиот Дух. Пасторот Джеймс Смит од 19 век пишува, отворен цитат: Духот не оживува кога бевме мртви во грев. Не просветлува да видиме нашата потреба од Христос, не води кон крстот и личноста Христова, произведува вера и ја зацврстува на Христос, ја пролева Христовата љубов во нашите срца, ја извлекува нашата љубов кон Христос, не наведува да му се предадеме целосно на Христос и така не води со соединување со себе за секогаш. Едно прашање што сакаме да го прашаме сега е која е природата на ова соединување. Која е суштината или основата на оваа заедница или овој сојуз што го имаме со Христос. Навистина е уникатен. Навистина е неверојатен да бидеш поврзан со Христос од мината вечност па се до идна вечност. Природата на ова соединување го гледаме во Јован 17 глава, 20 до 23 стих, каде Исус се моли на таткото и вели: Не се молам само за нив, се мисли на апостолите, туку се молам и за оние преку кои нивните зборови ќе поверуваат во мене, за сите христијани, за нас. Зашто? За да тие сите бидат едно, како што ти, Оче, си во мене, и јас во тебе, па така сите тие да бидат едно со нас, да поверува светот дека си ме пратил, и славата што ми ја даде им ја дадов на нив, за да тие бидат едно, како што ние сме едно. Јас сум со нив, а ти во мене, за да бидат совршени во едно. Клучните стихови се 21 и 23. И овде гледаме дека суштината или основата на ова заедништво што го имаме како верници со Христос е самата перихореза на Светото Тројство. Под перихореза разбираме заедништво, соединување, преклопување, продирање и обвиткување на секој член од Светото Тројство со другиот член. Значи го имаме таткото со синот, синот со таткото, духот со таткото и со синот. Имаме соединување, продирање, преклопување на сите членови на Светото Тројство едни меѓу други. И ова е заедништво на љубов. Замислете, имаме бескрајни и бесконечни личности. Трите личности од Светото Тројство, кои индивидуално генерираат бескрајна количина на дела и дејства. Бескрајни дела и дејства. И преку ова соединување што се случува во Светото Тројство, преку оваа перихореза, преку ова преклопување, и ова преклопување е толку силно и симетрично, што од мноштво дела и дејства, ајде да кажеме бескрајна количина на дела и дејства, кои што трите личности ја генерираат, станува едно дело и едно дејство на едно битие со еден план, една волја и една цел. Трите личности се преклопуваат едни меѓу други и ова навистина е неверојатно. И сега во оваа заедница на Светото Тројство, каде што имаме преклопување, соединување и сојуз, е донесен човекот преку Христос. И заедницата што се случува во Светото Тројство е рефлектирана во заедницата што се случува меѓу Христос
и верникот. Меѓу Христос и верникот го имаме истото. Заедништво, соединување, преклопување, обиткување и продирање на Христос со верникот. И како што целта е на Светото Тројство да биде едно, така целта на верникот и на Христос да бидат едно. Ова соединување или ова преклопување да биде толку силно, толку јако, толку симетрично, што ние да станеме едно со Него. И во оваа перихореза, или во овај заедништво, или во овој сојуз, или во ова преклопување на верникот со Христос, ова е каналот, е мостот, е изворот преку кој течат сите благослови. Ова е заедница на љубов и како што спомнав, во време и простор не носи Светиот Дух. Ја реализира Светиот Дух. Тој генерира, формира, создава нов принцип, нов живот и нов движечки мотор во душата. Тој не новородува. И за да оваа заедница биде целосна и комплетна, збориме за заедницата на Христос и верникот, за да ова соединување биде комплетно, мора да е двонасочно. Мора да има динамика од двата члена во врската. И сега Светиот Дух не носи во оваа заедница, ни дава нова природа, не регенерира, не обновува. И човекот со оваа нова природа, преку вера, ја комплетира оваа заедница во време и простор. Го комплетира соединувањето. Со новата природа човекот ја испружува раката на верата, оди по мостот на верата, се движи по каналот на верата и се соединува со Христос. Кругот на ова соединување е затворен преку верата. Верата, која е исто така благодат, поклон, дар од Светиот Дух, таа не соединува со Христос. Верата е окото кое го гледа Христос. Верата е раката која го фаќа Христос, ушите кои го слушаат Христос, ногата која трча по Христос, устата и стомакот кој го јаде и пие Христос. Верата е срцето кое се предава на Христос и никогаш не го пушта. Еден од многуте благослови што ги имаме во оваа заедница со Христос е откупот. Откупот е тој што го имаме во оваа заедница. Каналот на откупот е соединувањето. И тоа беше првата вистина што ја видовме во оваа фраза во кого. Сега ќе преминеме на природата на откупот. На природата на откупот. Јали стихот вели во кого имаме откуп. И сега сакаме да дознаеме повеќе за откупот. Има минимум 15 аспекти на спасението што Христос ги прави преку неговата жртва. Аспекти, перспективи кои многу често се надополнуваат и се преклопуваат. Аспекти како, например, очистување, помирување, избавување, победа, замена, оправдување, осветување, прославување, посвојување, истрајност, обнова, повикување и така натака. Откупот е еден од овие благослови, еден од овие перспективи или аспекти. И за концептот на откуп има две главни групи на зборови во Новиот Завет. Тоа се агорадзо и неговите деривати и лутроу и неговите сродни форми. Како трет термин може исто така да се спомне и перипоео, но главните две групи се тие. Агорадзо како глагол е изваден од агора, што значи форум или пазар. И глаголот значи купување. Но зборот за откуп, што овде го гледаме во 7 стих,
е апулутросин, номинативната форма е апулутросис, и овој доаѓа од два збора. Апо, што значи од, и апулутросис, што значи откупување или повторно купување назад од тоа што било претходно одземено или изгубено. Идејата е да се откупи човек или предмет од тој што го држи преку плаќање. Идејата е да се донесе слобода преку плаќање на откупнина. Например, во античко време, кога две нации војувале, и една нација ќе победала и ќе земела заложници со себе, или доколку не ги убијала, и ги држала тие заложници. И доколку сакала другата нација која изгубила да ги поврати овие заложници или робови, ќе морала да плати откупна цена. Во античко време исто така имало откуп на робови, која ќе се платело откупна цена, тие станувале слободни граѓани. Исто така имало и откуп на земја. Во денешно време овој концепт на откуп го гледаме, например, во заложничка куќа или продавница. Таму луѓето оставаат одредени предмети, накид или електроника за одредена сума на пари. И после одредено време, ако сакаат да ги подигнат тие предмети, накид или електроника, што и да е, од заложничката куќа, тие ќе мора да платат откупна цена. И обично таа цена е доста повисока од првичната сума на пари што ја добиле. И откако ќе се плати таа откупна цена, тој предмет, накид или електроника се откупува или се ослободува назад кон сопственикот. Во Стариот Завет најдобриот пример за откуп е паскалното јагне, кое било жртвувано да бидат спасени или ослободени од смрт првородените од човек и животно во Египет. Израел е тој што е откупен, а Бог е откупителот. Ајде да видиме неколку стихови од Излез, ова да ни биде појасно. Во Излез 6 глава, 6 до 8 стих, Бог вели: Јас сум Господ, ќе ве изведам од египското робство, ќе ве избавам од насилството нивно, ќе ве спасам, и овде глаголот е гал, што значи ќе ве откупам. Треба да се преведе ќе ве откупам со силна рака и со строга казна. Ќе ве земам за свој народ и ќе ви бидам Бог, па ќе познаете дека јас сум Господ Бог ваш, кој ве изведе од египското робство. Ќе ве доведам во онаа земја која кренав раката и се заколнав дека ќе му дадам на Аврам, Исак и на Јаков. Бог продолжува, например, во Излез 12 глава, 12 и 13 стих вика: зашто ќе поминам низ земјата египетска во таа ног и ќе убијам секој првороден во таа земја, од човек до добиток, и ќе се одмаздам на сите богови, зашто јас сум Господ, а крвта ќе биде знак на куќите во кои ќе бидете. И кога ќе видам крв, ќе ве одминам и нема да има меѓу вас помор, кој ќе ја казнам египетската земја. Бог продолжува во 12 глава 23 стих, вика: кога ќе помине Господ да го казнува Египет, што ми ја види крвта на долниот прак и обата до вратника, од вратата, ќе одмине Господ таа врата и нема да дозволи истребителот да влезе во куќите ваши и да убива. Преку паскалното јагне, кое било убијано, се плаќало цена. И таа цена била жртвата на јагнето. Откако ќе се убијала оваа жртва, ова јагне, крвта негова се зимала и се ставала на вратите од двете страни и горе. Крвта на јагнето е откупот кој ги ослободува Израел од смрт.
првородените во Египет се убиени, а Израел е спасен. Паскалното јагне е откупот и цената што се плаќа. И очигледно, паскалното јагне е слика за Исус. Тој е јагнето кој го дава животот за да не откупи. Јован Крстител го гледа Исус и вика: еве го јагнето Божјо кој ги зима гревовите на светот. Еве ќе видиме и неколку стихови у Новиот Завет каде го имаме концептот на откуп. Во Матеј 20 глава 28 стих Исус вика: човечкиот син не дојде да му служат, туку да служи и да го даде својот живот или својата душа за откуп на мнозина. Во Откровение 5 глава 9 и 10 стих каде Исус е славен и обожаван, индивидуите во рајот пеат и викат: достоен си да го земеш книжниот свиток и да ги отвориш неговите печати, зашто беше заклан и со својата крв откупи луѓе за Бог од секое племе, јазик, народ и народност, и ги направи цареви и свештеници. И исто така во 1 Тимотеј 2 глава од 5 до 6 стих Павле вика: зашто Бог е еден и еден е посредникот меѓу Бог и луѓето, човекот Исус Христос, кој се даде себе си за откуп на сите, за сведоштво во вистинското време. Една работа што сакаме да прашаме сега е: од што сме откупени? Од што сме откупени? Првиот елемент, ќе видиме 4 работи од што сме откупени. Првиот елемент, сме откупени од проклетството на законот. Од проклетството на законот. Во Галатјаните 3:13 пишува: Исус не откупи од проклетството на законот, откако стана проклетство за нас. Зашто пишано е: проклет да е секој кој виси на дрво. Во Галатјаните 4 стих и 5 стих Павле вика: кога се исполни времето, Бог го испрати својот син, роден од жена, роден под законот, за да ги откупи оние кои беа под законот или под проклетството на законот, за да примеме посинување. Бог е добар и свет и праведен, и неговата света, добра и праведна природа се рефлектира во неговиот морален закон, даден на човекот или во човечки контекст. Законот исто така е добар, свет и праведен и бара апсолутна, тотална покорност. И тоа го бара целосно, од целото битие на човекот, и внатрешно, и надворешно. Бара апсолутна, тотална, целосна послушност во мислите, во мотивите, во желбите, во зборовите, во односите и во делата. Една најмала грешка, еден најмал грев носи проклетство. Бидејќи Бог е совршен и како врвен законодавач, преку законот исто така бара апсолутна, кристална, чиста совршеност. Како што кажав, најмалиот грев, најмалата лоша мисла, најмалиот лош збор, веќе има проблем. И човекот страшно паѓа далеку од барањата на законот. Ние не само што имаме еден грев, лоши мисли, ние имаме еден куп гревови. Еден куп лоши мисли, лоши зборови, лоши дела, лоши односи. Човекот страшно паѓа далеку од барањата на законот, од барањата на Бог. И како резултат е под негово проклетство. Како резултат на гревот, како резултат на прекршување на овој свет, добар и праведен закон, е под проклетство. И ова е бескрајно проклетство. Се работи за смрт и за пекол. Се работи за првата смрт
и за втората смрт која никогаш нема да умре. Се работи за бескрајно проклетство. И Христос е тој што доаѓа и не откупува од ова проклетство што го носи законот. Тој не ослободува од ова проклетство бидејќи го зима на себе. Ова проклетство паѓа над него. Бескрајно проклетство е платено преку бескрајната вредна жртва на Христос. Че првата работа сме откупени преку Христос од проклетството на законот. Втора работа е сме откупени од празнина. Тоа го гледаме од 1 Петрова, 1 глава, 18 и 19 стих. Петар вика, знаејќи дека не сте откупени со распадливи нешта, со сребро или со злато, од овој суетен живот, што ви е предаден од вашите татковци, туку со скапоцената или драгоцената крв на Исус, како невино и чисто јагне. Животот без Христос е празен. Живот кој не е живеен за слава на Бог е тотално празен и беззначаен. Живот кој не е живеен за Евангелието, за ширење на Царството Божјо, за издигнување на Исус, е тотално беззначаен, празен и мизерен. Животот е тотално празен, без Христос. Излегува од прашина и се враќа у прашина без ништо вредно да биде постигнато. Безсмислено, беззначајно. И Христос доаѓа и ја менува ситуацијата, не откупува од празен живот. Исто така, не откупува од празни човечки традиции. Тоа што ни е предадено од нашите татковци или од нашите безбожни, нехристијански фамилии, се празни човечки традиции. И ова го гледаме во секоја религија. Во секоја лажна религија имаш сет на лажни, празни традиции, кои се пренесуваат од генерација на генерација. И луѓето ги практикуваат мислејќи тоа што треба да го прават. Тоа што ни е предадено на нас во православието, како празни традиции, се крштевањето на бебиња, славите, славењето светци, иконите, свеките, фарбањето јајца, постовите, разни празни религиозни фрази, правењето погачи и така натаму, еден куп празни човечки традиции кои нема никого да спасат и воопшто тоа нешто што Бог го бара. А луѓето мислат дека преку правењето на овие празни ритуали ќе здобијат благослов од Бог. Тие празнини нема никого да спасат. И Христос доаѓа и не спасува од празен живот и од празни човечки традиции. Христос доаѓа и вика, јас ќе ти дадам вечен живот. Јас ќе го направам твојот живот полн, исполнет со смисла, со значение, со полнота. И Христос преку неговиот збор не ослободува од овие празни човечки традиции. И вика, еве ја што барам од тебе. Јасно ти кажувам во твојот збор. Тргни се од тие празни човечки традиции. Че Христос преку неговото дело не откупува од празен живот и празни човечки традиции. Третата работа од што сме откупени е од робството на гревот. Од робството на гревот. Гревот во Библијата е представен како цар, како крал кој го има целиот свет подчинато под своите нозе. Тој владее со целиот свет преку гревот. Човекот е роб на гревот. Може тоа не го знае, ниту гледа, но е роб. Во Јован 8 глава 34 стих Исус вика, вистина, вистина ви велам, секој кој прави грев
роб му е на гревот. Не можеш да направиш еднаш грев. Штом го направиш, гревот те врзува како ланец и постојано почнуваш да правиш гревови. Стануваш роб на овој крал и на овој цар. Добрата вест, Павле вика во Тит 2:13 и 14 е што Христос не избавува. И вика, очекувајќи блажената надеж и славното јавување на нашиот Бог и Спасител, Исус Христос, кој се даде себе си наместо нас, да не избави, овде зборот треба да не откупи, од секое беззаконие и да не очисти за себе собствен народ, кој му припаѓа и кој ревнува за добри дела. Христос не откупува од робството на гревот и не прави да сме негови робови. И не ослободува од робството на гревот и сега вика ти ќе бидеш мој роб. И која е врвната слобода? Која е врвната радост? Ништо освен да се биде роб на Исус. Таа е врвната слобода. Четвртата работа од што сме откупени е од Божјиот гнев. Божјиот гнев. Ефесијаните 2 гледаме дека сите неспасени индивидуи и луѓе се под Божјиот гнев. Божјиот гнев виси и натежнува над сите луѓе кои не се верници. И тој гнев нема статично да мирува, туку еден ден ќе експлодира како бомба и ќе падне над сите грешници, над сите кои не го познаваат Христос. И Христос доаѓа и не ослободува од овој страшен, вечен Божји гнев. И не ослободува преку опростувањето на гревовите. Овој гнев кој виси над сите луѓе е поради долгот што луѓето го должат. Секој грев е долг на кој ние му го должиме на Бог. И Христос доаѓа и не ослободува од Божјиот гнев преку плаќање на долгот. Долгот е платен и затоа ние сме ослободени од Божјиот гнев и неговото робство. Во Колосјаните 2:13 и 14 многу е слично на Ефесијаните. Вика, кога бевме мртви во престапите и необразението на нашето тело, тој не оживе заедно со него, се мисли на Христос, простувајќи ги сите наши престапи, на тој начин го избриша дејството со своите одредби кој беше против нас и го отстрани од среде нас. Откупнина не се плаќа на ѓаволот, како што некои мислат и некои учат. Ѓаволот е никој ништо, тој е роб на Бог и ништо не му припаѓа нему. Ако во Евангелијата демоните бараат дозвола од Исус да влезат во свињите, што останало за друго? Ѓаволот бара дозвола од Бог за се. Откупнина се плаќа на Бог. И преку ова Бог се покажува дека е праведен и дека само крвта на Синот ќе го стиша неговиот бесен гнев. Само вечниот и безкрајниот Божји Син може да плати безкрајната казна за гревот и да го ослободи човекот од страшниот вечен Божји гнев. Значи, во оваа втора вистина за откупот, видовме природата на откупот, која е, и видовме дека сме спасени или сме откупени од 4 работи. Од проклетството на законот, од празнина, од робството на гревот и од Божјиот гнев. Една работа што сакам да напоменам е дека има и еден аспект на откупот. Има една димензија или последица.
Во Ефесјаните 4:30 Павле вика: не жалостете го Светиот Дух со кој сте запечатени за денот на откупувањето. Значи, доаѓа ден на откупување, доаѓа ден кога откупот ќе достигне целосна реализација или ќе се комплетира, ако може така да го кажеме. Ќе има пресврт на последиците на гревот во нашите тела. Како што ќе има пресврт во целиот универзум, така ќе има пресврт во нашите тела. Нашите тела ќе бидат воскреснати во слава, слични на Христовото прославено тело. Сите дефекти, болки, мани и болести од нашите тела ќе бидат елиминирани. В Римјаните 8:23 Павле вика: ние кои ги имаме првините на духот, воздивнувајме во себе, очекувајќи посинување и откупување на нашето тело. Значи, откупот има една димензија каде целосно ќе се комплетира и финишира. И сега да сумираме. Во овој стих, 7-миот стих, кој ни беше нашиот фокус, видовме две вистини. Каналот на откупот е првата и го разгледавме фразата во кого, дека во Христос, во Него имаме откуп. И откупот е еден благослов од многуте што ги имаме во заедница, во сојуз со Христос. Втората работа или втората вистина што ја видовме е природата на откупот, дека откупот е ослободување од робство преку плаќање на цена. Видовме дека сме откупени од проклетството на законот, од празнина, од робството на гревот и од Божиот гнев. И дека сега, како верници, сме слободни, сме ослободени, сме откупени да бидеме робови на Исус, да познаеме вистинската слобода. И сега ќе преминеме на примена. Од овие две вистини ќе направиме примена за нашите животи. Ќе разговараме за три примени. Ќе има прва примена ќе биде зголемување на верата, втора удобност и сигурност и трета е мотивација за покорност. Почнеме со првата. Зголемување на верата. Има една пјуританска молитва која кажува, отворен цитат: ти направи човек за слава на себе си. И кога тој не е инструмент на таа слава, тој е ништо. Ниту еден грев не е поголем од гревот на неверието, зашто ако соединувањето со Христос е најголемото добро, неверието е најголемиот грев, како спротивно на таа заповед. Каков и да е мојот грев, ниту еден грев не е како разединување од Христос со неверие. Затворен цитат. Кажавме дека сме соединети во време и простор преку верата. Верата е поклон кој Светиот Дух ни ја дава и преку верата ние го комплетираме соединувањето. Но исто така, во тоа соединување ние растеме, ние се развиваме, стануваме се повеќе и повеќе блиски со Христос. Стануваме се повеќе и повеќе слични на Него. Целта е да станеме едно со Него. И тоа да се случи, да растеме и да се развиваме во нашата заедница и во нашиот сојуз со Христос, се случува исто така преку верата. Верата е инструментот преку кој ние растеме во ова заедништво. И нормално е да прашаме, сакаме да бидеме поблиску до Христос, сакаме да се соединиме повеќе со Него. Инструментот е верата, тоа значи треба да растеме во верата, тоа значи како да
порастнеме нашата вера, како да зголемиме нашата вера. И првата очигледна работа е молитвата. Треба да бидеме како човекот кој истрча кон Христос во Евангелијата, падна на колена и рече: Господи, верувам, помогни ми на моето неверие. Помогни ми. Тој човек се молеше на Исус да му помогне со неговата невера, да зголеми неговата вера, да верува во него, дека тој ќе направи чуда. Втората очигледна работа, што сите ја знаеме, пак ја спомнеме, е читање, меморирање и изучување на Библијата. Во Изреки 2 глава од 1 до 5 стих пишува: Синко, ако ги примеш зборовите мои, се работи за Библијата, и ги зачуваш во срцето свое, и твоето уво внимателно ја слуша мудроста, и срцето твое се приклони кон размислување на тоа слово, и го повикаш разумот, и го бараш како сребро, и го истражуваш како ризница, ќе го разбереш стравот Господов и ќе го најдеш знаењето на Бог. Идејата е, ако ги примиме Божите зборови преку читање, или треба да ги ставиме во нашиот ум, и да ги зачуваме преку меморија тие зборови, и внимателно да ги изучуваме, да размислуваме за нив, да го приклониме нашиот разум, нашата волја, нашиот интелект кон овие зборови, и да го бараме Христос во Библијата како што бараме сребро и злато и диаманти, како нешто супериорно вредно, тогаш ќе растеме во верата. Без Библијата нема раст во верата. Таа е првата примена. Раст во верата. Втората е удобност и сигурност. Удобност и сигурност. Кога знаеш дека си соединет со Христос. И ова соединување не е краткотрајно, не е привремено, туку се случило уште од минатата вечност. Дека ти си Божји уште во мината вечност. Дека си во заедница со Христос и тој те љуби, тој те прифаќа и тој го сака најдоброто за тебе. Кога ќе видиш дека не си сам, дека Христос е со тебе, највредниот, најубавиот, најславниот од сите личности е со тебе, е во тебе, каква сигурност и удобност е ова. Што и да ти се случи во овој свет, Христос е со тебе. И тој ќе те чува. Псалм 118:6 вика: Господ е со мене, нема да се плашам, што може човек да ми направи. Исаја 47:10: Не плашете се, Бог вика, зашто јас сум со вас. Не плашете се, зашто јас сум вашиот Бог. Навистина, каква удобност, каква сигурност е да знаеш дека Христос е со тебе. Да знаеш дека овој Бог кој е семоќен, кој за него нема ништо тешко, кој прави чуда, е со тебе. Е во тебе. И ќе биде во тебе за секогаш. Третата примена е мотивација за покорност. Мотивација за покорност. Кога гледаш дека Христос е со тебе, дека ти си соединет со Него, си споен, си врзан, си во сојуз со Него, како сонцето се споени со зраците од сонцето кои излеваат. Си споен со Него како дрвото и гранките од дрвото кои излегуваат од Него. Си споен како главата и телото се споени. Си врзан со Него, си соединет. И си споен со индивидуа
кое врвно мокна, се мокна, и најмногу го мрази гревот. Најголемиот непријател за таа индивидуа е гревот. Се гнаси од гревот незамисливо многу. Гревот му е нешто најодвратно, најгнасно, најантипатично. Тој човек, тој индивидуалец, Божјиот син, со кој си споен, за еден мал грев, за еден мал плот, кој има заповедано да не се земе, го има проколнато целиот универзум и целото човештво. За еден мал плот. Таа индивидуа го има удавено целиот древен свет за нивните гревови. Без дискриминација. Само 8 души има спасено. Од сите тие милиони луѓе, милиони животни, милиони диносауруси, све има удавено за гревовите нивни. Тоа ќе те мотивира да живееш свет живот и да не си играш играчка, зашто си споен со овој индивидуалец, кој за еден мал грев го има разнишено целиот универзум. И за гревовите на светот ќе го изгори целиот универзум еден ден. Ова заедница која имаме со Христос треба да не мотивира да живееме свет, живот, покорен на Него и да му угодуваме на Него, зашто Неговите очи гледаат внатре и надвор. И види како аргументира апостол Павле и како ја применува оваа заедница или спој за Исус за сексуална неморал или неморалност. Во Коринтјаните 6 глава, 15 и 18 стих, или од 15 до 18, вика вака: Не знаете ли дека вашите тела се Христови членови, си споен со Христос, во душа и во тело. И така ќе ги земам ли Христовите членови и ќе ги направам или ќе ги соединам со членови на блудница или на проститутка. Да не биде. Не знаете ли дека оној кој ќе се соедини со блудница, едно тело со неа? Зашто е кажано, двајцата ќе бидат едно тело. А кој се соединува со Господа е едно со Него или еден дух со Него. Затоа бегајте од блудство. Зар ќе земам моето тело и мојата душа кои се споени со Христос и ќе ги спојам со гревот, ќе ги спојам со проститутка, ќе ги спојам со блудница? Да не биде. Павле вика, бегајте од гревот, бегајте од неморал, бегајте од перверзии, зашто сте соединети со Христос. Бог да ни помогне овие 3 примени да ги ставиме во нашиот живот и да растеме во нашата заедница со Христос, во нашиот сојуз со Него, знаејќи дека Тој не откупува од сите мизерии, од сите празнини, од сите гревови и од страшниот Божји гнев.